Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна. Во ова издание од своја страна разговарам со психолог и неурофидбек Фики Гаспар. Му посакувам добре дојде и благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од своја страна. Добар ден. Ви благодарам за поканата. Поздрав за вашите гледачи. Пред вашето име стои неурофидбек. Ајде на почетокот да објасниме за оваа метода што всушност представува самиот принцип на работа. Неурофидбек терапевт е терапевт кој што работи со неурофидбек методата, а самата неурофидбек метода е отчитување на мозочните бранови и влијањето на самите нив. Значи се прави преку ЕЕГ. Тоа е самото отчитување ги покажува каква е состојбата на брановите и после преку вежби со помош на палвиот рефлекс, награда и казна, добиваме, стимулираме одреден бран дали ќе го покачуваме или ќе го намалуваме и со тоа правиме терапија. Така, со оглед дека ова е нова метода кај нас, колку луѓето се запознаени што всушност значи тоа, колку се заинтересирани можеби за оваа метода? Па не би кажал дека е сепак нова метода, кај нас има повеќе од 15 години, но комерцијалистички не е користена. Во последните неколку години веќе се користи комерцијалистички и зима доста голем замав, има доста интерес од јавноста, но сепак се уште се учи самата метода и ефектите. Еве ние веќе работиме повеќе од 3 години со оваа метода и во тие 3 години има доста поголем интерес од самиот почеток, кога се уште не беше позната, па евентуално до сега кога е доста запознаена јавноста со што прави методата и какви бенефити има, така да можам да кажам дека веќе со текот на времето се повеќе и повеќе станува актуелна во нашата земја. Така, доаѓаат ли луѓето, прашуваат, ги интересира за ова? Да, има доста интерес, посебно во одредени категории каде што се работи со лица со посебни потреби, со психолошки нарушувања, со одредени други медицински проблематики, така да веќе во тие полиња доста се запознаени луѓето и знаете како оди од еден човек на друг си разговараат и така се пренесува сето тоа. Да. Доаѓате од Центарот за психофизичко здравје Гаспар, кој што покрај нели оваа метода неурофидбек вклучува и повеќе други дејности. Што се нудите таму и еве кои дејности најмногу се бараат? Така, идејата за центарот беше да собереме повеќе услуги на едно место, затоа што самите клиенти кои што доаѓаат на неурофидбек имаа потреба и од другите услуги. Пример, логопедијата е една од услугите кои што ја даваме. Специјална рехабилитација, едукација е исто една, или како што се вика дефектологија е исто една услуга која што ја даваме. Психотерапија е уште една услуга која што имаме во нашиот центар. Имаме и одредени услуги кои што се врзани повеќе и за естетика и за физичко здравје, но кога збориме за поврзаност со неурофидбек методата, можам да кажам дека во однос на работа со деца се комбинираат најдобро со логопед и со дефектолог. Во работа со возрастни, неурофидбекот оди комплементарно со психотерапијата и со психолошката поддршка. Така да тие се услуги кои што најмногу се барани и кои што најдобро одат во комбинација со самиот неурофидбек. Така, пред вашето име стои психолог. Кажете ми, денес, еве, во 21 век, се уште сметам дека луѓето не прават разлика психолог, психотерапевт и психијатар. Која е клучната разлика помеѓу овие три поими? Така, да. Се уште кај нас не е доволно познато. Значи, што е разликата помеѓу психолог и психијатар. Психијатар е медицинско лице кој што завршил основна медицина 6 години факултет и е доктор кој што се специјализирал во психичкото здравје, или тој работи со патологија, со болести на психата. Психологот и самата психологија ги разгледува и другите аспекти на човекот, како размислување, како когниција. Не е фокусирана само на болести или на самото здравје. Кога психологијата имаме работа и со ученици, имаме работа и со надарени ученици, со гениални ученици, така да психологијата како рамка доаѓа во комплементарна на психијатријата кога се работи за клиничка психологија. Тогаш целта на психологот е преку одредени тестирања и работа со клиентот да му даде подобро објаснување на психијатарот каква е психолошката состојба на клиентот кој што, или во овој случај пациентот, кој што го работи психијатарот. Но има голема разлика со оглед на тоа што психијатарот е медицинско лице, а психологот е некој кој што се занимава чисто со
самата психологија на човекот. Психотерапијата е еден вид на метод преку разговор со кој што се надминуваат одредени психолошки проблеми. Или се експлоатира личноста, експлоатира можеме да кажеме дека е малку груб збор, но да кажеме се проучува самата личност и врз основа на тоа се надминуваат и се разрешаваат некои проблеми. Значи таа е гранка на психологијата и има повеќе различни правци во психотерапија. Имате гешталт психотерапија, имате психоанализа, имате семејна и системска психоанализа. Има повеќе школи кои што се занимаваат со тој начин на проучување на психолошката состојба, кој што најчесто врзан преку одредени вежби и преку разговор со клиентот. Така, еве, според вас како психолог, посетата на самиот психолог денес, колку луѓето се осмелуваат да посетат психолог и колку кај нас тоа се уште представува можеби табу тема? Па би кажал дека во последно време тоа е се повеќе и повеќе актуелно. Значи самиот народ веќе знае и сваќа која е улогата на психологот и дека не треба да биде таму тема и дека не се работи потреба да се оди на психолог не е врзана за одредена болест или одредено нарушување. Како што кажавме во самата психотерапија се работи и за превенција одредени нарушувања, како и мотивација, како и насоченост на некои работи. Со самата психотерапија може да влијаете и на стресот, и на негативното секојдневие, и на релаксирање од работа, така да мислам дека веќе не е толку табу тема кај нас како што порано беше и гледам се повеќе и повеќе дека луѓето се осмелуваат да побараат помош, да, и се интересираат за самата гранка на науката како што е психологијата. Меѓутоа денес свесни сме дека брзото темпо на живот, стресот и стравот си го прават своето, создаваат многу последици, меѓу кои последици е и анксиозноста. Еве вака стручно да објасниме што представува анксиозноста, соочувајќи се повеќе со неа денес и кои се првите симптоми на ваквата состојба? Така. Едноставно кажано, анксиозноста е непријатно возбудување. Ако би требало да го донесеме до таква едноставна дефиниција, иако во самата анксиозност има доста повеќе карактеристики како што се физичка симптоматизација, тоа може да биде тахикардија, може да биде нагон за повраќање, диареја, може да биде ненадејно потење, чувство на висока паника, на страв. Анксиозноста сепак би ја кажале како непријатно возбудување кое што потекнува од очекување или од самиот резултат на некои појави. Исто така имаме и позитивна анксиозност. Позитивна анксиозност би ја кажале дека е таа анксиозност која чувствувате пред испит. Трема, можеби. Трема, да. Пред испит, кога очекувате дека тоа што треба да го направите, треба да резултира во нешто битно и вие на вас самата работа потребна да постигнете ефект и тогаш, пошто сме насочени кон тоа да направиме некаков успех и ни е важна самата ситуација, затоа се јава таа позитивна анксиозност која што нашиот организам уствари го насочува и ги изострува сетилата. Сега, кога поединецот да препознае дека се соочува со таа состојба? Кои се првите симптоми што ќе му дадат до сознание дека има анксиозност? Така, како што ги кажавме, симптоматизација, физиолошката симптоматизација, тие се сите знаци дека се работи за анксиозност, кога се чувствуваат дека се возбудени, непријатно возбудени, а немаат потреба да бидат така, например стануваат рано наутро и се чувствуваат вознемирени, а денот, да кажеме пример недела и треба да бидат опуштени и да се чувствуваат релаксирано, тие се сите симптоми на анксиозност. Анксиозноста исто така знае да направи и нарешување на квалитетот на животот, така да мада тоа е веќе во нека подоцна фаза, но доколку се осетат сите овие симптоми, тогаш е време да се разговара со медицинско лице или со психолог. Така. Сега анксиозноста се поврзува и со паничните напади. Моето прашање е дали секоја анксиозност резултира со паничен напад или можеме еве да бидеме анксиозни без да доживееме паничен напад? Така, не секоја анксиозност доведува до паничен напад, затоа што како што кажавме има и позитивни анксиозности, но кога анксиозноста е во големи мери знае да донесе до ситуација на паничен напад кај што имаме и највисоката активност на мозокот кој што резултира со тоа ние што го нарекуваме паничен напад. Тоа е еден вид работење на најактивно на организмот, кога ние сме веќе во чувство и на страв, кога
скоро сите физички симптоми се појавуваат како потење, како тахикардија, мада индивидуално е, но сепак најчесто кај клиентите ние со кои што работиме го опишуваат паничниот напад така. Но не секоја анксиозност доведува до паничен напад. Така, анксиозност, страв и депресија. Ме интересираат суштинските разлики. Анксиозноста, како што кажавме, е благо вознемирување кое што е непријатно. Че да ја дефинираме така. Стравот е, сите го знаеме тоа чувство, е научен, секогаш е научен, дали е преку гледање на родител или на идол како се плаши од нешто, или ние сами сме доживеале некоја ситуација која што не исплашила, значи тоа е секогаш научен, затоа малото дете не знае од што треба да се плаши, се додека, например, не се најде во ситуација каде што ќе се повреди или родителот не изреагира исплашено. Можеме да видиме дека родители кои што се плашат од кучиња, еве пример, и самите нивни деца се плашат од кучиња, иако никогаш во животот немале непријатно доживување со куче. Така да стравот ни е една механика која што е позитивна за нас затоа што не штити. Додека па депресијата е веќе психолошко нарушување кое што треба да се третира и може да биде доста подлабока, каде што го имате тоа губење на волја, губење на секаква мотивација, чувство на нарушување тотално на квалитетот на животот. Така да таа е малку посложена работа која што пред тоа може да е било присуство на анксиозност и на страв. Да, тоа ми беше прашањето, дали може би сте поврзани еве од анксиозност да се дојде до некој степен на депресија? Така, самата депресија може да има извор на многу места, зависи од тоа кај индивидуално кај клиентот како се пројавила таа депресија, која е била причината зашто се пројавила таа. Некогаш се работи за смрт на блиска личност, некогаш се работи за нарушен животен сон. Така да не секогаш е врзано за анксиозност, некогаш е врзано и само за губење волја и разочарување. Доста широка тема е депресијата и е нешто кое што се работи, доста се работи денес и се работи и од медицински аспект и од психолошки аспект. Така да не секогаш мора да значи дека депресијата е врзана за анксиозност и за страв. Така. Но знае да се појави и кога ќе се појави, првото нешто што се прави се зима анамнеза, значи да се видиш од каде потекнува, да го лоцираме проблемот и после тоа се изнаоѓа метод кој што најдобро ќе ја реши таа проблематика. Така, при самото соочување со првите знаци на анксиозност, сметате ли дека потребно е најпрво разговор со психолог, односно психологот да установи што се случува со клиентот, односно пациентот, а потоа веќе да се преде на таа терапија, можеби со лекови кај психијаторот? И дали сметате дека можеби кај нас поинаку се прави? Познаваме многу луѓе што прво земаат лекови па после одат на разговор. Така, да. Значи, прво малку тешко е за некој кој што нема работено со овие проблематики да препознае разлика помеѓу анксиозност, помеѓу депресија. Сите посетуваат матичен лекар, од кој матичниот после ги насочува кон психијатар. Сега, во последно време, ние соработуваме со психијатри и гледаме дека медикаментозната терапија ја даваат они, но во последно време ја даваат како последна форма на лекување. Прво се насочуваат на методи како неурофидбек, психотерапија. Така да имаме доста соработка со психијатрите и веќе не се оди на тоа директно да се даде медикаментозна терапија, иако во многу случаи и без медикаментозна терапија и со самата психотерапија не може да постигнете ефект. Така да се индивидуално до потребата на самиот клиент. Но не би кажал дека имаме проблем во однос на тоа. Мислам дека со покачување на самата свест дека се работи паралелно и психолошки, доколку има потреба и со психијатриска помош со медикаментозна терапија. Така, новиот коронавирус не изненади сите буквално преку ноќ како да стана најголемата закана за човештвото. Кажете ми, еве како психолог, колку сметате дека вирусот влијае на психолошкото здравје на луѓето денес? Така. Па да кажеме дека ова е доста нова ситуација за нас и никој од нас не беше спремен за ова, не сме имале ние некоја таков вид на пандемија се уште. И на почеток, како што и сами знаевме, доста беше присутно тоа чувство на страв,
А стравот секогаш е најголем кога се работи за нешто непознато. Така. Значи ние не знаевме што точно се соочуваме и што ќе се случува. Така да доста влијаеше негативно тоа на самата психолошка и на ментална хигиена, на самото здравје. Самата изолација исто така влијаеше доста негативно, затоа што социализација со други личности и самите професии ние кои што ги работиме, комуникација со луѓе, се тоа придонесува за позитивно чувство кај нас. Така. Врз основа и на психолошкото здравје и на чувство за себе. Работиме на тоа да полека веќе ги гледаме кои се психолошките ефекти на тоа што бевме изолирани и самата социјална дистанца која што ја држиме, неможност не е паметно да се прават допири, да има гушкање, сето тоа е еден вид на дистанцирање од тоа што не е на нас природа, така да мислам дека доста негативно влијаеше, но тек ќе ги видиме ефектите кои што ќе ги има овој вирус се уште на нашето психолошко здравје. Така, голем дел од луѓето делуваат исплашено, дезориентирано. Кои се вашите совети, еве што ќе ги упатиме кон нашите гледачи, односно кон сите оние кои што ќе го погледнат овој разговор, како најлесно да се помине оваа криза, еве ќе ја наречеме? Така, па најлесно да се помине е прво да се почитуваат мерките. Значи, тие мерки се дадени од здравствени работници кои што најдобро ја познаваат оваа ситуација. Во однос на психолошката ситуација би кажал дека треба да се остане најсмирени кои што можеме, да не креваме паника, да се насочиме кон позитивни работи кои што се уште ги имаме и со кои што се занимаваме и да оставиме на работите кои што не се во наша контрола, да не бидат во наша контрола и да не се грижиме толку, затоа што за секоја работа си има соодветно лице кое што е задолжено, така да ние како луѓе кои што моментално сме во пандемија, може единствено нешто што можеме да направиме да како што кажав ги почитуваме тие мерки и да поработиме на тоа да направиме превенција од негативните појави што може да се случат од самиот вирус. Значи да се потрудиме да бидеме порелаксирани, да правиме некои дејности кои што ни прават задоволство, да не размислуваме премногу на што може да се случи ако се разболиме, ако закачиме вирусот. Да, тука ќе ми се наметне прашањето дали е нормално толку да се плашиме за сопствениот живот и сопственото здравје? Па видете, со оглед на тоа што цело време сме бомбардирани со информации за самиот вирус и цело време слушаме одредени последици кои што ги направил вирусот на здравствена слика кај одредени луѓе, а верувам дека и сите како јас имаат и блиски луѓе околу себе кои што беа разболени, па можеби и некој помина и доста потешко. Така да нормална е таа ситуација и разбирливо е зашто се чувствуваме така и сме исплашени. Но покрај тоа треба да гледаме да си влијаме позитивно и да не дозволиме вирусот да ни го наруши максимално и психолошкото здравје и менталната хигиена. Но луѓето треба да прифатат дека ова е вонредна состојба и сепак е окей да некој период да поминат исплашени, да поминат во страв и да поминат да се чувствуваат неубаво, затоа што не е морално во секое време вие да се чувствувате среќно и да се чувствувате позитивно. Окей, некогаш да се почувствувате и тажно, и несреќно, и несигурно. Тоа е врзано се за нормално психолошко функционирање. Но треба да избегаваме тоа да биде подолг период и да се фокусираме на позитивните работи. Така, при самиот крај, која пораката која ќе упатиме код нашите гледачи, еве, токму во време на пандемија, како да останеме нормални во ова новото нормално време? Така, би кажал дека сите треба да се грижиме за менталната хигиена или за психолошкото здравје, доколку се почувствуваме дека не можеме сами да се избориме со некои работи, да се јавиме на професионалец, дали ќе биде тоа медицинско лице или психолог, да се консултираме и да најдеме решение, а во меѓувреме да не шириме паника и да гледаме да бидеме ние самите извор на позитивна енергија и на позитивни мисли. Фики, јас тука ќе ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте поканата, што бевте гостин. Се надевам дека со овој разговор успеавме нешто барем да доближиме до нашите гледачи и до сите оние на кои што можеби денес им е потребен еден совет. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас за поканата.
Почитувани, тоа беше емисијата од своја страна. Разговарам со психолог и неурофидбек Фики Гаспар, кој што ни доаѓа од Центарот за психофизичко здравје. Гаспар, се надевам дека со овој разговор успеавме да допринесеме и да подпомогнеме онаму каде што е потребна помош и секако совет. При самиот крај упатувам посебна благодарност и посебен поздрав до моите пријатели од бутик Мај Мода, кои што се наоѓаат овде во центарот на Скопје, и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ние се гледаме за 7 дена. До тогаш бидете поздравени и чувајте го вашето здравје.